ние ги негуваме добрите навики. Една од тие навики е однесувањето во добро друштво и знаењето да се направи добра здравица. Еден вистински джентлмен секогаш треба да знае да наздрави во свој стил. Еден од таквите джентлмени е тука со мене. Дами и господа, добро познатиот за вас и за мене, Жарко Димовски. Ти благодарам, Жере. Минатиот пат тргнавме на грешна нога. Затоа еве повели тазе прилепска. Благодарам. Мојата здравица е бидете умерени во се, особено во конзумирањето на алкохол. Не му дозволувајте тој да ве надвладае вас. Надвладајте го вие него. Ова беше фантастичен одговор и типичен пример за тоа како не треба да се наздравува во друштво. Се шалам, знаеш дека се шалам. Добра, ајде, не се лутам. Се научивме веќе и се знаеме. Знам што сме. Да, само едно кратко прашање пред да си оди затоа што знам дека си краток со време. Нашите фанови ги интересира колку си низок, колку си висок. Многу смешно. Добро бе, не се лути бе, Жаре. Кај го најдов тоа? Леле, нема разбирачка со човекот. Значи, немојте да пламнувате, бидете умерени и бидете вистински джентлмени, немојте да бидете како Жаре. Следниот Жаре што ќе биде со мене и што ќе разговара со мене е човекот кој што е водител, кој што многу знае за овој бизнис и се надевам дека јас од него ќе научам некои работи, да видиме дали е тој вака суетен или не е. Останете со мене.